Амандманската расправа за една изборна единица откажана. Кирацовски ги обвини собраниските служби. Тие не ги превеле амандманите за предлог законот за измени на изборниот законник. И затоа седницата на Комисијата за политички систем не се одржала. Биле дека од 6000 амандмани не биле преведени речиси 4000 и не биле поставени на електронскиот систем на собранието. Но за да не се губело време, преку јавна расправа, тие ќе ги убедувале ДУИ и ВМРО од ДПМН да ги повлечат амандманите. Расправа ќе се одржи на 25 декември во 14 часот, на кој што ќе се согледаат сите аспекти во однос на и амандманската расправа, но и двата предлог закона. Јас ги повикувам сите познавачи на изборниот процес, представници од Државната изборна комисија и сите оние кои што би сакале да учествуваат на оваа јавна расправа, да присуствуваат на истата и да ги номинираат своите согледувања, познавања и нормални аргументи, со кои што се надевам дека добар дел од оние кои што ги поднеле овие амандмани, истите ќе ги повлечат. Додека СРСМ повикува на јавна расправа, од опозицијската ВМРО ДПМН вела дека таква јавна расправа за закон кој треба да се донесе по скратена постапка е невозможна. Оти деловникот за работа не предвидувал такво нешто. Деловникот дека не дава простор за јавна расправа во скратена постапка. Сите овие потези кои што се прават од страна на Комисијата за политички системи и нејзиниот председател ги сметаме само за маневар и наоѓање на некој кривец, а СДСМ и она што им беше ветено како предизборно ветување дека ќе има отворени листи, да не бидат криви за ништо. Доколку навистина сакаа ова да помине, имаа можност 2 години да седнат и да разговараат за изборниот модел. Најголемиот дел од амандманите за една изборна единица и отворени листи се од страна на ДУИ. Интегративците велат дека ваквиот начин за обид на носење на законите било опасен преседан и дека со овој закон албанците би изгубиле пратенички места. Предлог законите се поднесени од страна на помалите политички партии. Со оглед на тоа што собранието треба да се распушти на 10 февруари, а бројот на амандмани за законите се големи, се поизвестно е дека изборите на 12 април ќе бидат по стариот изборен модел, односно 6 изборни единици кои делегираат по 20 пратеници. Покрај различните толкувања на мислењето за Венецијанската комисија за законот за јазици, останува отворено прашањето дали изборниот законник ќе биде каменот на сопнување за растурање на коалицијскиот брак СРСМ-ДУИ.